морам да се вклучам и морам да ве обавестам за некои работи, затоа што гледам дека не можеме да бидеме разберени и не можеме да бидеме сватени. Ако некој верува и мисли дека Владо Павлов како некогаш ќе му стои на глава и да му дава само докази, а тој да се воде како неверен Тома Википедски, тоа одма заборавете го. Навистина немаме време, навистина сум изморен од вакви неверни томовци, Википедски, кои што имаат за цел да ја заглушат вистината и понатаму да не убедуваат во нешто кој што веруваат дека, како например мојата објава за Грилас, мојата објава за Фрчкополис, еве јавно со лик, јас, Владо Павлов, го повикувам Тино, не за уши, туку за лептир машна, да го донесе и да започне со рестарт на Македонија од самонаречаниот атентат. Еве ги повикувам и сите медицински лица, нека ми кажат со колку децибели и оние кои што работат во МВР, УВР, Кочани, кои што се надлежни за звукот, нели, пука ушно тапанче. И дали на таква експлозија на 1 метар до самиот Киро, барем во најмала рака од 3 кила ТНТ ќе помине без да му пукне ушното тапанче. Знам, сектата е длабоко навлезена во секој дел од ова општество. Ете јавно со лице. И ве разбирам, вас фрчкополисите. Ве разбирам дека сте направиле пара влада. Ве разбирам дека одработувате за јужниот сосед Грција. Ама, да ме уверувате во нешто што и самите не си верувате, откако ви ја докажав ова вистина, а имам уште многу докази дека се работи за операција на вадење тумор од фронтален синус и дека шоферот и личниот телохранител не отштрапнели само, туку починуваат од звукот кој што измерен би бил над 11.000 децибели, каде што гледате и имаме слики дека му пукаат белите дробови и нема пола череп, му пука главата. Што е нормално за таква експлозија во непосредна близина. Изгледа вие верувате дека во војна
сите починуваат ако ги докачат штрапнелите или ако го убијат. А заборавате дека поголемиот број починуваат од звукот на експлозијата ако ударе во нивна близина. Затоа вие неверни томовци википедски ќе ве блокирам и ќе ве поздравам да си продолжите на друго место, да си се шалтате, да манипулирате, да одработувате за ова секта, која, како што гледате, бел ден не видовме од атентатот до ден денес. Ако го погодило и ВМРО ДПМН, моите вклучување во живо за атентатот на Киро, и ако имат нешто ВМРО-вско во нив, одредени лица кои што се спротиставиле на мои луѓе и се спротиставуваат на моите вклучување во живо за атентатот, тогаш јас ќе ве поздравам и ќе ви кажам дека вие немате ни В од ВМРО ДПМН, а се правите најголеми ВМРО-вци во државава. Значи, одговорно тврдам дека има атентат врз ВМРО ДПМН. И Тино како лидер на ова политичка партија нека превиспита целата моја аналитичка и детективска обработка за случувањето околу Киро Таушанов Глигоров. Затоа што тој е должен, ако Владо Павлов е во право, да застане во одбрана на своето членство. Членство кое што е направен масакар врз него после овој само наречен атентат. Затоа може да свирете колку сакате. Ама ВМРО ДПМН, а да се декларира некој како ВМРО ДПМН и да најде мана на некој кој што 15 години работе на рестарт на Македонија од овој атентат, тогаш не знам, секоја ви чест. Или ми се гаде од такви ВМРО-вци како вас. За вакво нешто да најде некој од ВМРО ДПМН е мана и да ја силува работава, каде што одговорно тврдам дека масакар и атентат има врз ВМРО ДПМН, а не врз Киро Глигоров. И некој си Олјо од високи функции од ВМРО ДПМН да го погоде ова и истиот како неверни Томо Википедски да бара докази, па уште и да зборува со грди зборови кон Владо Павлов. Воопшто не ви се плашам. А како што гледам, никој од ВМРО ДПМН, а имам преку 1.300.000 кои што го следат мојот профил, го нема да се произнесе. Па се прашувам дали ова партија ВМРО ДПМН е постоje. Ако не сакаме да ја отвориме Пандорината кутија за масакарот кој што е направен на ВМРО ДПМН со овој атентат. Не ми се ударете во гради. Кога молчите,
Не е политичка партија само да се вработиш. Шо ако ова политичка гарнитура трае 1 година? Таман да те вработат, си отиде владата. Ама ако си за Македонија, веруете ми дека никој не може да го попречи твоето вработување. А ако и понатаму ја оправдувате сектата, тогаш Бог нека ни е на помош со другите градови. Знаете, првите пожари почнаа со Кочани пред 2 години, па продолжија низ цела Македонија. Првите поголеми поплави исто почнаа со Кочани, па продолжија низ цела Македонија. Ако сакате и овој пожар од Кочани да продолжи низ цела Македонија, тогаш тоа е ваш проблем, не е мој. Затоа што јас не сакам и уште да најдете мана, а некои па други ме убедуваат, ме пуштаат слики и веруваат дека Бугарија на таксна ќе го даде вистинскиот Гоце Делчев, а тие се тепат за грилас. А немаме ману, немаме историчари да и го даде, да и го поклоне грилас на Бугарија. Лажниот Гоце Делчев. Ама бугарите толку се пред нас, што и Павле Делрадев си го присвоиле. Па го направиле научник иноватор. Од револуционер, научник иноватор станува. А кој? Кој го прави сето тоа? Ја немам ништо против што лажниот Гоце Делчев грилас од кукуш бил влах унијат и најмалку бил космополит. Исто како на покојниот Љубиша Георгиевски, неговата баба која била влаинка, учителка, која го шиела знамето за Крушевска република на Никола Карев, кој е убиен во Кочанско поради Крушевска република. И му било тешко да каже Македонска република. Или сме се бореле за Крушево, а Македонија не. И какво знаме? Соши. Со пиштол и кама во вид на черепи и коски. Идентично на сектата на Грилас, на лажниот Гоце Делчев. И на оние на кои што не им одговара ова, Владо Павлов на глава ќе стои и чека да ќе ви докажувам. Не. Повеќе не. Затоа што ве научив сите кои со која цел сте. Ама да ја докажеш и ја докажуваш вистината пример
за атентат врз ВМРО ДПМН и масакар, а не на Киро Григоров, и нито еден од ВМРО ДПМН да не се дрзне да каже во името на моите родители, во името на мојот баба, дедо, кој што бил во тие 300.000, во најмала рака и премиерот Тино, како лидер на ВМРО ДПМН, треба да застане во одбрана на овој масакар што е направен со лажниот атентат. А да наоѓа мана на Владо, без вакцина вие сте навистина чиповани. Вие ако наоѓате мана, а тек во вакцина ако ви дадат и 5G, тешко на сите нас во Македонија. Нели? Многу бил падав. И македонците во тој временски период немале вода, очи и леп, а како дете големиот грилаш лажниот Гоце Делчев се играл со пистол и кама. Ваше право си е. Јас ќе се држам до вистината и до Божјата десница. А вие како сакате. Има докази, се ви е доставено. Верувате на што сакате. Ама не ме убедувајте во нешто од кој што не сакам да имам никаква корис. И оно што сум го правил овие 2 децении, и оно што сум го истражувал за Македонија, поради кој што дојдов до војна со сектата, на кој што им смета вистината. Затоа што лагата е таа која што ве манипулира. Замислете, идентично како со Грилас. Македонците немале леп да јадат, да се прехранат, а не па камоли со кама и пиштол да се играт. Ставено со цел да се сокрие вистината дека припаѓал на масоните черепи и коски. А што кажува тоа? Кажува дека го гаил култот на Молохот, дека правил ритуали, поради кој што организацијата го бива во баница, поради злосторство на македонскиот народ. Организацијата која што се борела за царство Македонија, исто како денес, не дај Боже, да настанат убиства помеѓу масоните и организација која што не гаи масонски култови. Тоа било времето пред и после Милинденското востание. Таа врлина на некој како дете да се поклонува на кама и пиштол кога ќе се роди дете, е врлина на албанците, врлина на гегите од Италија, на татарите,
Македонецот никогаш тоа не би го направил. Толку што е голем татко на нацијата и мајка му се викала Султана, а татко му Нико Петров. Затоа не си играте со мене. Мојот пат е правдата и вистината и таму ќе продолжам. Ова секта, која што стои по сите нарачени сценарија, не последниве 5 години, последниве 20 години, од бомбата во Ловачка во Прилеп до ден денес, во 2004 година. Бог ми го покажал патот. И сите ќе бидат со име и презиме, што биле на страната на сектата и на кој што не се допаѓа македонизмот. Им смета вистината за Киро и за лажниот татко на нацијата. Па ајде кажете ми. Ајде да видам дали пишувате нешто. Вие гајле. Вие гајле. Ајде кажете ми. Еве чекам да ми пишете. Дали на 1 метро до него кога се дешава експлозијата, во најмала рака треба да му пукнат ушните тапанчиња? Котрио Бранко, како заборавиле? Освен што му извадено едното око на покојниот Киро, да му дадат и ушно апаратче. И овде завршува секва дебата. Дали е бил во автомобилот или не. Само да се тресе, да се јаде. Не е инсталацијата, прскалките за торта се. Ве молам. Не е течниот кислород од лепенец. Кабелот е продужен. Како во Грција. Не е вагонот полн со оружје. Децата студенти се гинаа. Немојте да се играте со вистината повеќе. Оти овој пожар може да дојде во секој град. Што почна од Кочани. Ако не ја рестартираме Македонија, од атентатот врз ВМРО ДПМН што е направен во 95-та година. Можете ме обизникувате. Што сакате да ми правите? Јас секаде одам слободно сам. И ќе шетам. Воопшто не му се плашам на Јаковче. А најмалку на језуитската организација во Македонија. Преку Загреб, Хрватска, во Охрид. Затоа што и тија, па и Ватикан, има нешто што не може да го прави пред Бог. А може да го прави на оние што ги купиле душата
им ги направиле черепи и коски. Немојте да се играте. Пожарот од Кочани да продолжи во други градови. Немојте. Немојте, ве молам. Дваесет и 5 минути зборувам молк. Мозокот ќе му се расвета. Па нормално. Исто што му се расветал мозокот на покојниот шофер. Ама некој заборавил во сектата дека се има свој почеток и свој крај. А гласноговорниците на сектата, сите со име и презиме ќе ви ги дадам. Да се ги знаете кои одработуваат. Оти најлесно е да вреѓаме, да плукаме, да обезликуваме и да го викаме секта. Ама со прст не мрдна ниту УВР Кочани, ниту МВР, ниту Тошковски, ниту премиерот Тино, на сите оние што не правеа секта. Кои што имале посебна цел да не прават секта. Ама затоа праскалките за торта ќе бидат криви. А инсталацијата? Не, нема врска инсталацијата. Каква инсталација? Каков струен удар? Каков висок напон? Какво црево од соседите да прскаме? Какви азбестни честички? Нема врска. Тие се штетни само при работа. Како што не обидува Бекарски. Исто како што не обидуваше дека вакцината е најдоброто нешто. Што сакате правите. Не можете да ја задушите или угушите ова вистина. Народот повеќе не трпи вакви интриги и вакви сектачки организации. Врие народот. Јас сум бил и останал секогаш на страната на народот. Мислете му вие, кој што му обидувате дека милионите му биле од конфекцијата. А Фрутирка Делчево, кој ја уништи бре, кочанци? Тој што шиеше униформа за НАТО. Кондукторот, кој што сите полиња ќе ги уништи у Кочани. За соларна енергија. Ајде сега Јан Ѓучев треба, заедно со него, да го уништите Оризо. Што ни треба Ориз? Соларна енергија ставете и таму. Што ни треба локалитет? Во Спанчево кај Архангел Михаил црквата. Најстар. Од времето на Винче културата идентично. Ставете соларни панели врз локалитетот. Тоа, 100 000
ВМРО ДПМН беше од 90-те години, кој што го масакрираа со овој атентат и се создаде сектата во Македонија, да не го уништија тоа јадро на ВМРО ДПМН. Ќе видам дали денес вака ќе шета Срđan Керим од Керимбек, од Георги Влао, поврзано со Виничката афера, кој што стана кочански провенец и Керимбек. Ама ќе изникнат нови деца, посилни од тоа ВМРО ДПМН. Нивните деца, нивните внуци, на кој што ваа секта му направи масакар. И уште Владо Павлов им бил крив на ВМРО ДПМН. Зошто? Затоа што никој нема муда во ВМРО ДПМН да отворе постапка дека Киро Григоров не бил во автомобило. И најлесно е да обвинуваме други. Вие може да обвинувате колку сакате, ама едно да знаете, Бог повеќе не трпи. Не трпи. Успеавте да го доживеете максимумот на темнината. Ама верувам дека македонецот ќе се освести и нема да дозволи пожарот да прошири од Кочани во други градови. Го завршувам ова вклучување во живо. Може кој колку сака и што сака да прави, ама сето тоа што го прават и што зборуваат без аргументи и факти им паѓа во вода, се гледа од авион дека сака да ја бранат сектата, кое што веќе е во умирање, со тино или без тино, сектата ќе умре, кој колку да се спротистави, затоа што врвот на темнината е максимум на светлината и не може повеќе темнината да обстојува, а најмалку нивниот молох и нивните култови на молох од парите. Така и лагата која што е поврзана со Грилос, нели по идеологија сум социјалист, како велеше, по убедување сум анархист, а по животно дело терорист. Е па каде е тука? Јас го разбирам светот, како беше она, како културно поле меѓу народите. Ајде вие ВМРО ДПМН што молчите и што дел од вас ме напаѓате, а не свесни дека се напаѓате самите себе. Каде тука е логиката на вашиот Грилас? Дека го разбира светот како културно поле меѓу народите, а по идеологија бил социјалист, социјалдемократ, по убедување анархист, а по животно дело терорист. И многу убаво го разбира светот како културно поле меѓу народите. Пример со гимеджиите, каде што никој не ви кажал, после она што го направили гимеджиите во Солун, колку градови се запалени во Македонија, колку села се уништени, колку луѓе се протерани, колку жени се силувани, колку македонци се убиени. И од овој идеолого, кој што го разбира светот како културно поле меѓу народите. Дали знаете и друго? Дека во очи на востанието лажниот Гоце Грилас влахчето од Кукуш го убива бебчето во Ново село и ја кради мис Тон во договор со протестантите и од неа зема од купнина од
чинам беше 15.000 наполеонки, од кои околу 5.000 наполеонки им дава на гимиджиите, кои купуваат барут за да прават атентати, минирање на банки и потопување на француски бродови. Зел 15 маски, натоварени со барут, и тргнал за серијс и драма да ги минира сите мостови и железници. Со што се разликува овој Грилас од водачите на Изис денес, кои работат во спрега на Англо-Америка? И дали се овие акции и Гоце, лажни од Грилас, го усуетил Илинденското, а тоа значи дека исполнил желбата и наредбата на царот на Бугарија Фердинанд? Ајде, докажете ми дека не сум во право. Ама вие ќе кажете: јас го разбирам светот како културно поле меѓу народите. А бекчето во Ново Село губи дедо ми Павле Дорадев да ја украде мис Тон во договор со протестантите за да земе 15.000 откупнина наполеонки. Исти овај татко, немој, е бугарски официр. Сакате да верувате или не, или ќе ме врегете, нападот е голема одбрана, каде што заедно со Борис Серафов, како и Тефиков, татаринот и многу други другари од Кукуш ја завршиле воената академија во Софија. И може да ме убедувате дека Грилас, лажниот Гоце, не е унијат, дека не е крстен во унијатска црква. А унијатите се најголемото зло во Македонија. И те како се поврзани со атентатот врз ДПМН, преку лажниот атентат исто така на Киро Григоров. Дога е раката на унијатите. Може да кажете дека и не бил председател на офицерско дружение во Софија, а заедно со мијатот Ѓорче Петров од Варош биле и председатели на врховистите во задграничната зона. Знам зашто е така. Затоа што ова ВМРО ДПМН, освен она кој што беше со централистичка идеологија од поновата историја и на кого му се направи масакарот, денес немаме такво. Имаме врховистичко. Ме болат колената во штип кога клекнав. И затоа ме боли. Дали знаете дека со Винничката афера поголемиот број на македонците од вистинската организација биле осудени на робија во Анадолија, каде што Грилас, кој што го искористува главот Георги од Виница да направи Винничката афера, кој што потоа станува
Керимбек, се сета низ цела Македонија и ги менува војводите централисти, а на нивно место поставува врховисти. И треба да го заборавиме најчестниот, најсилниот костурски војвода, Трајан Поп Лазаров, кој што напишал: ние немаме доверба во луѓето, што ги постави лажниот Гоце Грилас. Дали треба да го заборавиме и она, за да ја сокрие официрската школа, се упрдува во учителското движење на Мијатот, Дамјан Груев, каде со двајцата своји другари учителствува во Унијатска Баница и еврејско Ново село Штип. Баница е со 70 куќи унијати во тој временски период. Случајно се сокрил во Баница? Не. Јас знам, сум истражувал дека лажниот Гоце, черепи и коски, поклоник на ритуали, дури и жртвувања на македонски дечиња, работел во служба на бугарскиот двор и Фердинанд и е прогласен за издајство на Илинденското востание од страна на Централниот комитет на Централистичко за царство Македонија. Екзекутор на лажниот Гоце во Баница, Унијатска, каде што и тој е Унијат, е Таска Серски и Тодор Паница. Секретарот и левата рака на вистинскиот Гоце Делчев, Павле Деорадев, на кој што десна рака му бил Јане Сандански. За да се потврди дека одредот на Таска Серски учествува во убиството на лажниот Гоце во Баница, е повикан татаринот Тефиков да го идентификува ова мртво тело. Е тој Гоце кој што вие го правите татко, го уништил Илинденското востание како унијат и е најблизок соработник на бугарскиот цар Фердинанд. Централниот комитет за царство Македонија на Централистичка ВМРО тогаш, на организацијата Осоговци, не губива само Грилас, губива и Гавранов, на здравје, губива и Гавранов и Борис Серафов, а извршител е Тодор Паница. Најблиските соработници на Грилас од Кукош се Гавранов и Серафов. Ке продолжам. Ако и понатаму сакате да се контраме со вистината и со дела, слободно продолжете да плукате и понатаму по Владо Павлов. Чудно, лица од ВМРО ДПМН. Браво!